Јас сум млад човек, секако дека сакам секаде да шетам и дека имам право, да мислам дека има законски, дека секој може каде сака да патува, слободно. Ова е пораката од 25 годишната Суада од Делчево, која неколку пати е враќана од граница и не е дозволено да патува во земјите на Европската Унија. Саках да патувам во странство, но затоа што немав гарантно писмо и ме вратија затоа од нашиот премен од граничните. Требаше да патувам за Швајцарија и ме врати. И незиниот сосед Ердал го имал истото искуство. Со фамилијата сакам да патувах во Бугарија и со исто македонски пасош ме врна од наша гранична премина од Делчево. Овие двајца роми за овој инцидент на граничните премини ја тужиле државата за дискриминација и двајцата ги добиле судските пресуди. Според адвокатот Аксел Ахмедовски, досега се поднесени 20 тужби против МВР, од нив 5 се решени позитивно, но 3 негативно. Меѓутоа, сега се забележува еден тренд од страна на апелациониот суд, со кој тужбените барања кои што се усвоени со првостепените постапки или се преиначуваат, или се укинуваат. Ахмедовски истакнува дека различните аршини на поделни судии ќе ги ревидира Врховниот суд, Уставниот, но и Страсбур, бидејќи се работи за прекршување на основното човеково право, право на слобода на движење. Како да на некој начин се озаконува незаконитото постапување на полициските службеници. Едноставно, праксата која што е наметна Министерството за внатрешни работи, како да е прифатена и од страна на поделните поединечни судови и иста пракса како да ја озаконува. Проблемот на ромите на граничните премини беше само еден дел од дискусијата на дебатата организирана од невладината КАМ по повод Денот на ромите, каде се отворија теми кои ги мачат ромите и во 21 век. Традиционално беа доделени наградите на најдобрите ученици роми, 10.000 денари од општина Делчево за средношколката Себаат Зекировска и 5.000 денари од невладината КАМ на ученичката Мерал Незировска. Пофалница доби ученичката Джесика Садуловска, а благодарница доби доктор Виолета Арсова за долгогодишна соработка.